Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, драги новинари кои што не следите сите. Сите наши капацитети, сите наши сили мораме да ги насочуваме во борба против коронавирусот, во заштита на граѓаните и справување со економските последици од оваа глобална пандемија. Економските последици од оваа криза ќе бидат огромни и ќе ги опфати речиси сите економии, и оние најразвиените, и оние кои што се во развој, како нашата. Пред нас е период на сериозни економски предизвици за граѓаните, за фирмите, за стопанството. Македонската економија во изминатите 2,5 години ја зајакнавме и дадовме стабилност и раст од минус 7,8% бруто домашен продукт, го кренавме на 3,6% бруто домашниот продукт, што е добра основа за справување со кризата пред нас. Во овие тешки времиња превземаме одговорност да се соочиме со сите економски предизвици, да делуваме одговорно, ефикасно и солидарно, за последиците од оваа криза да бидат што е можно помали. Целиот економски тим на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој го водам и го координирам како председател, подготви нов огромен пакет економски мерки кој го доставуваме до владата за натамошно разгледување и освојување. Оваа држава е изградена на принципите на солидарност, меѓусебно помагање и почитување. Како никогаш досега, треба да се водиме исклучиво од овие принципи. Да им помогнеме на компаниите, на работниците, на бизнисот, на граѓаните, а со тоа и на целокупната македонска економија. Главна цел мора да ни биде исто така да ја одржиме јавната и приватната потрошувачка. Ова е многу важно за економијата. Сите овие мерки се на здрава основа, со финансиски план за нивна реализација во вкупна вредност од околу 200 милиони евра за подршка на граѓаните и стопанството. Прво, минимална плата за април и мај, обезбедена од државата за секој работник во приватните фирми погодени од кризата. За сите приватни фирми погодени од кризата, владата ќе помогне со исплата на една нето минимална плата по вработен 14.500 денари, минималната плата од декември 2019 година, и тоа за месеците април и мај. Фирмите сами ќе си ги платат придонесите за плати, како и персоналниот данок. Секако, останува правото на фирмата на своите вработени, доколку може, да даде и поголема плата од минималната плата, нешто што и ќе го очекувам. Од 99 шифри на дејности, без малку половина се погодени од кризата, директно или индиректно. Но секако се знае и кои не се погодени од кризата, односно имаат мали последици и тие секако не се офатени. Оваа мерка ќе може да ја користат сите фирми кои: под 1, нема да даваат дивиденди и бонуси за менеджментот и вработените до крајот на 2020 година и нема сега, токму сега, за време на кризата, да повлекуваат дивиденди и бонуси на основ на добивка од 2019 година, која што обично се дава во март, април, мај за тековната година на основа на добивката од претходната година. Под 2, нема да се пресметува помошта само за оној број на вработени кои имаат поголема нето плата од 39.900 денари, а сите под таа плата ќе спаѓаат во пресметката за помошта. 39.900 денари е 1,5 просечна плата. Тоа е граничникот. Под 3, фирмите кои ќе аплицираат морат во моментот на аплицирањето да имаат најмалку изброј на вработени како пред коронавирусата. Критериумите ќе ги одредиме јасно и прецизно, а целта е да нема отпуштање на вработени, како и соочување на стабилноста на фирмите. Фирмите ќе можат да си ги довработат, ако евентуално испуштиле работници, и после тоа да аплицираат за самата мерка. Правиме се за секој работник да го задржи своето работно место и тоа да добие минимална плата од државата. За оваа мерка државата ќе одвои околу 120 милиони евра. Второ, месечна плата, паричен надомест и за граѓаните што останале без работа поради кризата, во висина од 50% од просечната плата на работникот. Значи, за граѓаните
кои останале без работа поради кризата, државата ќе исплаќа паричен надомест, месечна плата секој месец во висина од 50% од просечната месечно нето плата на работникот за последните 24 месеци соодветно, 18 месеци од неговиот просек, 32 месеци, односно согласно член 68 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, каде јасно е објаснето решението за работниците кои останале без работа. Трето, сите функционери и раководители одат на минимална плата. Сите избрани и именувани функционери и раководители на државно и на локално ниво, пратеници, премиер, вице-премиери, министри, градоначалници, директори, раководители, суди и обвинители ќе земаат минимална плата од 14.500 денари за месеците април и мај. Сите вработени во јавниот сектор одат на минимална плата. Вработените во се она што се смета за јавен сектор, јавна администрација на државно и локално ниво ќе земаат минимална нето плата од 14.500 денари за месеците април и мај. Важно е да се напомене дека оваа мерка не се однесува на вработените лекари и медицинскиот и помошен персонал, полицајците и војниците и тие што работат со нив и околу нив за помагање за справувањето со коронавирусот. Во вакви времења најповикани сме на солидарност. Подобро да издржиме 2 месеци солидарно на минимална плата, отколку да дозволиме крах на економијата и последици врз сите. Пето, председателите и членовите на советите во општините, управните и надзорните одбори на јавните институции ќе работат без надоместок. Мерката предвидува председателите и членовите на управните и надзорните одбори на јавните институции од извршната и локалната власт, како и председатели и членови на советите на општините и председатели и членови на комисии формирани од извршната и локалната власт, кои се истовремено некаде вработени, нема да земаат никаков надоместок за месеците април и мај. Ова не е време за екстра надоместоци. При исплата на платите и надоместоците, заштедите кои што ќе се постигнат, задолжително сите јавни и државни субјекти на државно, централно или локално ниво, нивните финансиски раководители и сметководители ќе имаат обврска која ќе уплатат платата, за штедите да ги уплатат во така наречен фонд за борба против короната или коронафонд, отворен во рамки на буџетот на владата, од кој доминантно ќе се спроведува солидарноста кон граѓаните и стопанството. Шесто, 7.000 денари по домакинство за лица без работен ангажман или лица кои биле дел од неформалната економија. За оние лица кои останале без работен ангажман или биле дел од неформалната економија, овозможуваме брз влез во системот на социјална заштита за месеците април и мај. Тие ќе добијат просечно по 7.000 денари по домакинство. Исто така, со цел подршка на постоечките корисници на социјална заштита, најсиромачните во државата, овозможуваме дополнителна исплата на енергетски додаток за месеците април и мај. Вкупниот процент фискален ефект за 2 месеци за двете мерки изнесува 389 милиони денари или над 6,3 милиони евра. Седмо, се запира законот за извршување до крајот на јуни. Се суспендира, односно запира законот за извршување до крајот на јуни. Извршителите ќе бидат должни да запрат со преземање на било какви извршни дејствија. Работодавците на должниците и носителите на платен промет се должни да запрат со постапување по издадени налози од страна на извршителите до крајот на јуни. Ова нема да важи само во случаеви кога веќе парите се легнати на сметката на извршителите и тие ќе може да ги префрлат парите на доверителите и во случаеви кога се работи за алиментација за дете кон самохран родител. Осмо, одложување на кредитите. Банките ќе ги одложат сите кредити на граѓаните и фирмите погодени од кризата за 3 месеци. Тоа значи дека априлската рата на кредитот ќе се плаќа во јули. Благодарение на Народната банка и координацијата на Народната банка со комерцијалните банки во државата, банките го прифатија ова.
а некои велат дека ќе овозможат одложување и повеќе од 3 месеци. Доколку не се спроведува, секако ќе се донесе уредба со законска сила, но верувам дека нема да дојде до тоа. Владата веќе поднесе и изготви да се донесе уредба со законска сила за промена на законот за облигационите односи, како би можело промптно, без допир, без состаноци да ги прават анексите и самото одложување на физичките лица, а секако очекуваме на барање на приватните компании по години од кризата, банките да ги одобруваат ваквите одложувања. 9. Се ослободуваат од плаќање закуп корисниците на социјални станови. Со плаќање закуп на социјалните станови ќе се ослободат сите корисници на тие станови. А исто така ќе се ослободат од плаќање закуп и граѓаните и фирмите кои имаат закуп на деловен простор од предпријатието за стамбен и деловен простор. Тоа ќе се случи за следните 3 месеци додека очекуваме да трае кризата. Препорачувам до сите приватни кои што издаваат простор да го сторат истото. Да одложат и да покажат солидарност и овие месеци верувам дека може да издржат, да ги одложат закупнините, односно закупите кои што ги дават на другите своји клиенти, заради тоа што тоа ќе покаже сериозна солидарност. 10. Дополнителен бескаматен кредит за фирмите од нови 6 милиони евра. Развојната банка на Северна Македонија покрај 5,7 милиони кои ги пушти, допушта и дополнително 6 милиони евра бескаматни кредити за фирмите под веќе соопштените услови од страна на владата, а каматата ќе ја покрие владата. 11. Нови 50 милиони евра ефтини кредити преку комерцијалните банки. Дополнително, Развојната банка на Северна Македонија ќе пушти 50 милиони евра ефтини кредити преку комерцијалните банки во износ од 3.000 до 90.000 евра. Со севкупна камата не поголема од 1%. Во моментот се преговара помеѓу 1 и 1,5%. Верувам дека банките ќе го прифатат ризикот на 1%, а трошокот на Развојната банка, која што го има од 0,5%, ќе го покрие владата, со конечна цел да бидат максимално ефтини ваквите брзи кредити. 12. Со уредба со законска сила ќе се забрани фирмите да одат во стечај за време на кризата. Без разлика дали стечајот го покренал доверител, кредитор или самата фирма си покренала стечај. Со тоа ќе се спречи наплив на евентуално наплаќање на побарувања по пат на стечај. Тоа не е дозволиво во ваква криза. 13. Помош на медиумските работници и медиумските куки. За сите информативни дејности, медиумски куки, владата ќе обезбеди помош по една минимална плата од 14.500 денари повработен за месеците април и мај. 14. Помош за спортистите и уметниците. За сите спортски работници и спортисти вработени во спортските здруженија, владата ќе обезбеди минимална плата од 14.500 денари за април и мај. За 141 самостоен уметник ќе биде обезбедена минимална плата за месеците април и мај, како и предонеси преку Министерството за култура. 15. Поголема можност за пензионерите, лицата со попреченост и бремените жени. Согласно фреквенцијата на граѓаните, од 7 до 9 часот наутро во продавниците и аптеките да може да купуваат само пензионерите, лицата со попреченост, како и бремените жени. Ако се докаже дека некоја фирма, некој поединец осмислила и остварила екстра профит на сметка на здравието на граѓаните, користејќи ја оваа криза, владата може да посегне по донесување на уредба за национализација. Јас ќе ја поддржам во тоа. Почитувани, ова е нов предлог, пакет мерки кој е насочен кон граѓаните, кон работниците, кон сите вас кои честно си ја заработувате платата, а сега поради големата неочекувана здравствена криза се наоѓате пред неизвестност за својата екзистенција. Ова се мерки со кои гарантираме дека ќе обезбедиме основен приход за секој граѓанин. За нас секој работник е важен, секој човек е важен. Парите од буџетот одат директно за помош на граѓаните. На што е можно повеќе категории се разбира прво најпогодените. Во сите овие проекции
пресметки, предвидувања и планови. Најважно беше државата да обезбеди и доволно пари за здравствениот систем. Здравството мора да биде стабилно за да издржи оваа вонредна состојба. Во таа смисла, покачувањето на платите на лекарите и медицинскиот персонал, кој го спроведовме минатата година, сега се покажува како повеќе од оправдано. Денес сакам да им се обратам и на земјоделците, на оние кои се занимаваат со една од најважните стопански гранки. Драги земјоделци, особено вие кои се наоѓате на почетокот на новата сеидбена сезона, ве охрабрувам да си продолжите со работа, да ги насеете и посадите нивите. Фирмите дистрибутери имаат доволно репроматеријали, семенски материјали, средства за заштита и прихрана. Има гориво и воопшто се што е потребно за навреме да ги извршувате сите агротехнички мерки. Почитувајте ги мерките на владата околу превентивата и продолжите да ја произведувате храната за нашите граѓани. Како никогаш досега е јасно колку е важно домашното производство на храна. Тоа за една држава и нејзините граѓани е најсигурно и најевтино. Оваа влада беше свесна за тоа и затоа земјоделското производство доби стратешко место во носењето на мерките и средствата од буџетот кои се одвојуваат за негов развој. Досега се исплатени, како што многу пати кажуваме, близу 400 милиони евра директна подршка на нашиот аграр. Инвестираме во системи за наводнување, обезбедуваме зелена нафта, државна земјоделска земја добија голем број на земјоделци и сточари, станавме лидери во искористеност на ИПАР фондовите, покажавме грижа за домашното производство на храна. Сега, во услови на светска криза со коронавирусот, важно е земјоделството да остане високо активно и да продолжи да биде продуктивна дејност која им помага не само на земјоделските семејства, туку и на целото општество. Почитувани граѓани, почитувана македонска јавност, оваа ситуација е тест за нашите институции, за нашето општество, но е тест и за нас како личности. Ајде заедно, одговорно, сплотено, како што сме биле многу пати досега, да работиме во надминување на последиците од оваа криза. Само така не личи. Само така ќе победиме и оваа закана. Многу пати досега сме покажале дека можеме да се соочиме успешно со предизвиците. Ќе успееме и сега. СДСМ, јас како председател, заедно со економскиот тим на СДСМ, го ставаме на располагање овој пакет економски мерки до владата на Северна Македонија, со цел да се спрече и помогне веднаш на македонската економија, да се спречи губењето работни места, да се спречи затварањето на фирмите, да се спречи сиромаштијата и социјалните кризи. Заедно можеме и ќе се справиме со овој вореден проблем со кој се соочуваме. Заедно, солидарно, ќе си помогнеме едни на други, а државата ќе биде главен и најодговорен столб на кој ќе може да се потпрат сите погодени граѓани и компании од кризата. Чувајте се, ќе се крепиме и ќе успееме. Само здравје да има. Економијата ќе успее. Благодарам.